Во секој дом каде што има новороденче, тие влегуваат, секоја мајка од нив добива совети за како правилно да се грижи за своето новороденче. Ова е најавата за патронажните сестри од Здравствен дом Велес, госпоѓа Лидија Кочовска и Елисавета Ангелковска. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на К1 телевизија. Добро утро. Така. Еве најпрво да го започнеме разговорот конкретно која е здравствена дејност и која проблематика сестрите од патронажната служба ја обавуваат? Па тоа е многу широк поим за кој што многу може да се зборува. Во начело ние работиме како поливалентна патронажна служба, што значи дека е опфатена различна дејност на различен вид на популација, на различна возраст. Дејноста која што ја обавуваме е по налог на Министерство, значи ние одиме по налозите кои што Министерство ги донесува и имаме работа со возрастни лица, во начело сме превентивна дејност и обавуваме превентивни домашни посети и ново кругот на семејството кога ќе влеземе, значи ние не опфаќаме само еден дел од она што сме затекнале, него целокупното семејство. Во едно семејство може да има нормално новороденче со мајка, но има и возрастен дел од популацијата, па таа дејност е на комплетно опфатеното семејство. Така. Колку се битни овие посети кои што вие ги обавувате во текот на вашето работно време? Па према тоа како што не дочекуваат, се многу битни. Така. Некогаш многу работи знаеме, многу работи слушаме од вас на телевизија. Но дали тоа се применува, тоа е знак прашање. Кога ќе влеземе во семејството и кога ќе се суочиме со тоа лице и кога ќе го прашаме кои превентивни посети ги обавил, дали како жена била на матичен гинеколог, дали направила мамографија, дали е пушач, колку смета пушењето. Но кога тоа се случува очи во очи, малку проблематиката се насочува конкретно на тоа лице и поради тој однос што ние ќе го поставиме во семејството како пријател на семејството, повторно влегуваме во таа куќа и повторно можеме да прашаме дали биле, дали се грижат, како се грижат за своето здравје. Сега кога некогаш имаме лица кај што треба, кај што сте, за тоа што рековме проблематиката е многу различна, например со по некој различен инвалидитет и кај што не знаат како би можеле да ја добијат таа здравствена услуга, ние здравствените услуги ги носиме во домот. Можеме да исконтактираме со некое лице од нашиот здравствен дом, од матичните лекари, од болницата, па да се договориме со некој лекар и кај тоа лице да го донесеме и дома. Една широка дејност е проблематиката каде што има луѓе со посебни пречки. Каде што се неподвижни, каде што на овој снег, например, како што е денеска, не би можеле да излезат од својот дом. Во тој случај ние знаеме, им објаснуваме, им кажуваме, а и ги имаме контактите преку телефон, па тие ни се јавуваат во секој период од денот. Нема врска дали е викенд, дали е после 3 саат од работното време. Они се јавуваат за консултација, па ние можеме и преку телефон да упатиме, да кажеме, да прашаме и да завршиме дел од обврските за нив. Дури можеме и лицето кое што е на работно место, можеме да го однесеме лекарот, например специјалист со кого ќе се договориме, можеме да го однесеме во домот. Сега колку може да помогне за тоа што за се треба одредена апаратура, тоа е друго прашање, но сепак прегледот ќе го направи, ќе направи увид што е се потребно, па повторно ние можеме административниот дел да го завршиме, посебно кај тие лица кај што стварно од домот не можат да излезат. Но бројката на патронажни сестри е толкава колкава што е, колку успеваме во тоа, не можеме, значи 100% да успееме, затоа што бројката на патронажни сестри и целата опфатеност на работа што ја работиме е премногу обимна, така да се трудиме колку што можеме. Така. Она што друго би сакала да кажам е веројатно дека некои од нашите гледачи, мислам дека и повеќе бројни се оние кои што и не знаат каде да ве најдат и како да ве исконтактираат. Еве, каде се вашите канцеларии, кое е вашето работно време и така натаму, и тоа малце да кажеме. Добро. Тоа е наједноставна работа. Така. Нашата служба се наоѓа во Здравен дом Велес. Така. Имаме и патокажи обележани, се наоѓаме на првиот спрат. Може да не добијат и телефонски на централа, Така. да ни исконтактираат, на локал да не добијат,
а и ние самите ги оставаме некојаш и нашите приватни телефони за контакт, кога више сме влегле во едно семејство и сме запознаени со сите проблеми, контактираат преку нашите телефони, така да, а општо некој што не знае, ќе не најде многу лесно. Така. Самиот контакт на централа, кај што ние за телефоните, секој ќе го упати. Кој вработен да го прашаш, а телефонот го знаеме 233-322, ние здравен дом и после преку локал може слободно да добија патронажната служба. Така. Која е возраста на лицата кои што се најзастапени за оние луѓе кои што вие се грижите? Ние почнуваме од нулта возраст. Така. Значи новороденото Така. од денот кога е пуштено од болница. Тоа е првиот влез, а продолжува без разлика на полот, на верата. Значи ние влегуваме во секој дом по налози од Министерство што ги добиваме така наречени бранови, како ги добиваме од Министерство. Некогаш се одредени према некој тип на заболување, но сепак да повторам, тоа не значи дека ако во некое семејство имаме едно лице, а семејството е составено од повеќе членови, дека ние останатите ги прескокнуваме. Значи, овие превентивни прегледи, како мерење на шеќер, мерење на притисок, мерење на холестерол, ги правиме на целото семејство и многу често се наоѓа дека лицето кое што ни е пратено од Министерство и кое што веќе има диагноза и кое што редовно оди на редовни систематски прегледи, да е згрижено, да има своја терапија, но некои членови од семејството, како на пример макар и помлади, да бидат со висок холестерол, да имаат повисок шеќер, да имаат некоја проблематика, па ние знаеме да ги упатиме навреме да можат да се јават, да ги направат тие превентивни прегледи, навреме да применат терапија, навреме да ги коригираат сите тие лоши навики на нашето општество, како нездраво јадење, хранење, пушење и алкохол и да не редам, мислам сите сме свесни за тоа да ги отстранат се во интерес на нивното здравје. Така. Веројатно, вие и вашите вработени кои што сте таму во центарот, се делите по реони, значи. Дали и руралните подрачја влегуваат во вашата работа? Влегуваат. Затоа и не можеме и некојаш и да постигнеме бараната цел. Така да повеќе сме сконцентрирани на градот, но и руралните не се запоставени, пошто сме врзани со превоз. Кој рурална област да земеме, не може нормално да се обави пешки, како што одиме во градот. Така да зависиме од брза помош, завршиме од коли, да има слободни, пошто тие се истите коли за цел центар, но не се запоставени. Се трудиме колку што можеме да се заврши работата, кој е за новородени, кој е за возрастни, како и истата работа што ја вршиме во градот. Така. За да ја обавите вие одлично вашата работа, ви треба и соработка и подршка, ете, ја споменавте брзата помош, Црвениот крст и така натаму. Како стоите со соработката со останатите организации низ градов и значи организации, така би ги нарекла? Нашата соработка со сите организации, мислам организации, тука влегува матичниот лекар, превентивната дејност, примарната дејност, секундарната дејност, терцијарната дејност. Примарната дејност е матичните лекари, секундарната се овие специјалистички ординации, терцијарната е болничкото лекување. Значи, ние соработуваме со нив, но тука не се запоставени нити Црвениот крст, со кој што редовно контактираме, социјалните грижи, со кои што исто така редовно контактираме, затоа што нашите маргинализирани групи, каде што еве колешката ги посетува, имаат редовно социјални проблеми, така да редовна е таа соработка. Ние повторно ќе повторам, во случај кога не можат тие семејства да отидат и да ја обават таа некој превентивен преглед, тогаш ние се јавуваме или одиме разговараме со тие лекари на секундарно или на терцијерно ниво, па се договараме со нив како би можело да се помогне на тоа лице. Значи секогаш ни излегуваат во сусрет, кај деца со посебни потреби имавме еден ушен лекар, на кого што сме му многу благодарни, кој што веќе по втор пат отиде да направи преглед, ушен преглед кај на таквите лица, 2 во домот.
кој што они нормално со радост го дочека, затоа што и самото внимание за нив значи среќа, а не па тек медицински да може да се помогне да си ја земат соодветната терапија. Така. Што вели вашето искуство од страна на сите ваши пациенти кои што ги посетувате? Кој е она прашање кои што највеќе е поставувано до вас? Највеќе Значи, поставувано. за која проблематика се најнеинформирани луѓето? Што прво и основно е дека некои луѓе не знаат ние што работиме точно. Так, да. Кога ќе влеземе, например, има и наши колеги што ќе речат, а што вие правите? Значи, ја тука стално ќе ја спомнам моќта на зборот. Превентивната дејност, подигнувањето на свеста, е тоа што вие го работите исто како и ние. Значи, вие ја подигнувате свеста. Секој има во домот телевизор, секој слуша. Но разликата е кај нас што ние ќе влеземе и ќе направиме увид во семејството. Ние ги гледаме обкружувањето на семејството во кое што они живеат. Дали имаат доволно средства за огрев, дали имаат доволно средства за храна, дали имаат доволно средства за да си купат лек, дали биле на матичен, на некој си превентивен преглед. Например, прегледите превентивни кај мажите за простата, за хемороиди, има значи различни испитувања кои што треба да се направат. Некогаш свеста е така или запоставеноста е така да секогаш чекаме нешто утре да го направиме. Тоа утрешното ние го разговараме со тоа лице и му закажуваме или ние преглед, или ќе се договориме со него. Нема време за чекање. Не знаеме утре што може да се искомплицира. Подобро е веднаш да се интервенира, за да може предвреме да се спречат некои потешки состојби. Сега ние тоа кој ќе го направиме очи во очи, и поради тоа што веќе контактот сме го направиле, ние се познаваме веќе со тоа лице и при повторниот преглед ќе го препрашаме дали бил или ќе го потсетиме. Немојте да чекате, значи превентивните прегледи мора навреме да се направат. Така. За да не настане некој заболување. Тоа е тоа што ние го правиме во очи во очи и некако на тој начин малку повеќе ги поттакнуваме луѓето да отидат да ги направат тие превентивни прегледи, да отидат да се јават на лекар. Им ја објаснуваме нивната ситуација за тоа што некои луѓе имаат веќе некое заболување, имаат и по повеќе заболување во исто време. Па им ја објаснуваме ситуацијата дека таа болест може да прогредира. Нема да заврши тука ако они постојано и понатаму не пијат лекови или не одат на преглед, не се придржуваат на упатствата на матичните лекари, на специјалистите кои што им ги дале. И што може и понатаму да се случи. Но ќе повторам, лекарите имаат премногу работа. Кога ние во домот ќе влеземе, сме тогаш сами со пациентите, така да можеме повеќе да им објасниме за нивниот конкретен случај. И они за нивниот конкретен случај ни поставуваат прашање. Таа посветеност на тоа лице, на тоа внимание што ќе го дадеме, мислам дека вродува многу голем успех. Така. Веројатно имате безброј случаи со контактот со многу луѓе кои што секојдневно го имате со самата посета која што ја правите во домовите на луѓето. Еве конкретно да ни кажете некоја интересна случка која што сте ја имале, што ви оставила најголем впечаток до сега. Така, се знае, нашата работа е претежно со новороденчиња. Така. Даваме предимство, макар да никој не е запоставен и никоја возраст не е запоставена. Така да, јас кога се качив во превентива, во патронажа, како служба, затеков еден случај со новородено, заедно со мојата колешка, на истиот терен. Се работеше за една мајка која беше со ментална ретардација. Така да, кога новороденчето дојде на свет, буквално мајката не знаеше никако да реагира, никако да го збрине детето, никако да го нахрани. Така да ние речиси секој ден бевме потребни да бидеме во домот на таа мајка. Имаше помош, но не секојдневна, единствено од сестра и која многу се трудеше, така да мораше да одиме секојдневно. Жената не можеше да испадне на крај со обврските околу новороденото. Новороденото секој ден се повеќе и повеќе ни тонеше, така да мораше да контактираме со сите служби и со социјални грижи, со матичната лекарка нивната и до болницата дори да контактираме, пошто жената едноставно не знаеше ни да си го нахрани,
ни да се грижи за него. Ги контактиравме сите служби, со наша помош успеавме детето да испадне на прав пат, така да преживее. Да преживее, буквално. Така, каква е сега состојбата со детето? На која годишна возраст е? Детето е више 2 полни години и 2 месеца. Тој терен е мој, така да нема ден да не споминам, барем на улица не кај нив, да одам во друга куќа, да не ги видам, не е свесна за никаква ситуација што се случува, кој е во низиниот дом, ама сепак не познава и е благодарна. Сега у минатата недела имавме соработка со Црвениот крст и нивниот дом беше посетен и кај нив бевме. Помошта каква таква е благодарна. Соработувавме со Црвениот крст, исто нивниот дом го посетивме. Ја дадовме помошта. Она е се гледа благодарна и на нас, само не знае да го искаже. Тоа што го осеќа, но не е у никој случај запоставена. Ако е детенцето пораснато, ние сепак се трудиме да контактира со Црвен крст. Жената е многу голем проблем, пошто нема ни документација, од Штипје дојдена, нема средени документи, не може да зима социјална помош. Речи си, да не речам виси на улица, едино сестра ишо. И помага, се труди, работи за неја, допринесува, па да не бидат барем гладни и да не умрат од штуд, да речам. Така да тука влие и многу сестри и нормално ние, пошто ете така жената не може со никого нормално да контактира. Мора да упатиш, да и покажеш. Така да тој беше еден прв случај со колешката што го затеков на мојот терен и сепак остава влијание и да се памти. Така. Каква е она што друго би сакала да кажеме, каква е состојбата со новороденчињата? Значи, колку мајките се информирани за како да го одгледаат во првите денови, поточно во првиот период до 1 година, на пример. Дали се доволно информирани? Што вели вашето искуство? Сегашните, нели, телевизии, интернети, сета таа технологија допринесува некои од мајките да бидат и чекор напред. Така. Нема и исклучаци. Да бидат и многу информирани и многу да знаат, но сепак ние сме тие, се она што ќе прочитаат, секогаш не е точно. Разговараат со нив, отворени се за нас, значи и колку и да се информирани, сепак сакаат да најдат потврда дека е тоа што е така, дали е така. Кај второродките е малку полесно, они веќе тоа искуство го имаат доживеано, така да им е полесно. Првородките, рековме, иако се едуцирани, сепак мислам, со толку топла душа не дочекуваат кога влегуваме, толку сме добре дојдени. И тоа се осеќа, тоа не може да се искаже, тоа може само да се осети, но делот кај руралните, кај маргинализираните, каде што се стварно одсечени од светот, таму е друга проблематиката. Таму повеќе доминираат, нели, бабите и достапноста до нас е малку потешка. Дали тие семејства имаат толку многу средства за да бидат овдека во Велес дојдени или ние да отидеме таму, тоа се зависи од проблемот на механизацијата, на возилата. Дали ќе имаме возило на располагање и колку можеме ние да обскрбиме такви семејства и да отидеме на време. Додуша во селата и нема, нели, некоја, барем во некој од селата нема некоја голема бројка, но застапеноста на новородените во Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, значи таму е голема и ние редовно имаме таму. Мислам, редовно одиме, ги посетуваме тие семејства и сме редовно во контакт со нив. Така. Оно што пред да започне емисијата разговаравме нешто и ми кажавте дека има еден мал проблем каде што некои родилки кои што се породуваат со надвор од нашиот град, вие немате информации дека всушности се породиле, дека имаат бебе и така натаму. Како ги добивате тие информации и како се справувате со овој проблем? Вака, повеќето не се информирани, а можда и некоја наша кривица од болниците, од колешките, значи на секое испишување, на секое испуштање на мајката со новороденото, имало причини да мајката се породи во Штип, се породи у Битола, значи по други центри, у други градови, не навлегуваме поради која причина е стасана до таму.
Со самото отпуштање на новороденчето и на мајката треба да се потрудиме да им кажеме дека кога ќе си идат во матичната служба во својот град, дека треба да побараат или патронажната служба или превентива за вакцини кај што ние службата, да не информираат, да ни дадат име, презиме, адреса, да знаеме каде да ги посетиме. Ние повеќето од родилките и посетуваме и додека се бремени, ако сме ги добили кај нас список, пошто контактираме со матичните гинеколози. Повеќето знаеме на кој терен имаме бремене и очекуваме дека ќе се породи по месец-два и кога ќе видиме терминот е поминат, па буквално може и да се заинтересираме и до дома да прашаме, да поминеме ако ни успат, пошто родилката некои на тој начин ги добиваме, знаеме дека терминот им е поминат за пораѓај. Така да некои сами ги добиваме, некои самите домашни сопругот од куќните што им се разбираат од пријатели, од соседи, дека треба да дојде патронажна сестра и дека треба да се пријават, па се случува некојаш и по месец дена, по недела дена, да ги добиеме пријавени, но се сепак посетени. А се случува некогаш да има пропусти. Нормално, пошто и луѓето не се информирани, еве, и тоа да биде у јавноста, дека треба некогаш и сами да се пријават. Се случува секогаш на сите служби да има, да не е нешто голем минус, важно да бидат информирани. Кој е од наша страна, кој е они самите, дека треба да се пријават кога се во друг град породени. Па ова е добра можност за апел, да кажеме дека во другите градови не добиваме некои сознанија за мајки што се породени. Добро е да се знае, да се пренесе некој ако ја слуша емисијата, ако има такви нели лица во нивната близина, да им кажат дека не добиваме такви сознанија и дека самите треба да се пријават во патронажната служба. Така. Кој е вашето, тука би ве прашала и нешто друго, кој е вашето оружје против, кажавте и пред во самиот наш разговор дека се справувате и со болестите на луѓето и ги советувате и така натаму. Кој е вашето главно оружје за против болестите? Па, моќта на зборот не е за потценување. Знаеме колку зборот може да усреќи, колку зборот може да повреди и знаеме зборот колку може да даде и утеха и помош. Значи, ниедна интервенција, ниеден лек, ако лицето не отиде да го побара, нема да може да си помогне и да најде начин да го зачува своето здравје. Затоа нашите совети преку зборувањето, тоа е превентивна дејност, многу може да помогне и да го натера тоа лице да ја подигне свеста и да побара преглед кај лекарите за својот здравствен проблем. Некогаш проблемите ги имаме, но чекаме да поминат денови, некогаш и месеци, се навикнуваме на тој здравствен проблем и не одиме на лекар. После тоа се работите многу повеќе искомплицирани и нормално е потешко лекувањето. Затоа нашето оружје е моќта на зборот. Влегуваме во домот, зборуваме, правиме увид на ситуацијата, луѓето се многу отворени кон нас, ни ги кажуваат и најтешките здравствени проблеми, значи ние нема да ги излечеме, но ние сме тие што можеме да ги упатиме каде да отидат, која е процедурата, затоа што сите ние здравствено-административни процедури добро ги познаваме, им кажуваме од каде треба да почнат, како е скалилото на сето она што треба да го направат во интерес на нивното здравје. Така, веројатно вие како здравствени работници веќе долго време имате посетувано и некои обуки за да се усовршите во вашата работа. Ете, какви обуки се имате посетено и во кој домен се однесуваат? Обуки патронажната служба имала во континуитет постојано уште и пред ние да дојдеме во патронажната служба. Колешките имаат различни обуки, мислам, посетувано и најновите сите достигнувања што се по Светска здравствена организација или што УНИЦЕФ ги промовира кај нас, значи ние сме под капата на УНИЦЕФ. Сето тоа они се добро едуцирани, редовно едуцирани и последната едукација која што јас бев на за деца со развојни отскокнувања или пореметувања, односно за поддршка на семејствата кои што имаат такви дечиња, беше исто под УНИЦЕФ,
Имавме професори предавачи од Универзитетот Улстер, Рој Меконки, Силвер Мерлин Синклер и Сју Макдоналдс. Едната беше акушерка, тоа беа сестри, високо образовани сестри, сите тројца, и не ги промовираа сите тие начини и начинот како функционираат во Англија и во Ирска. Овдека најголем дел од таа едукација беше вметнат делот за рана интервенција. Во некои земји патронажната служба, наречена Health Visitor, е насочена само кон раната интервенција. Кај нас, ние сме поливалентна патронажна дејност, така да сме во различни области. Раната интервенција е еден клучен фактор со кој што ние работиме покрај доењето. Значи, доењето ни е основен дел, од кај што почнуваме нормално, но моториката и развојот на моторичкиот дел на децата итекако влегува во наш доме. Значи, ние кога ќе влеземе во семејството, кај новороденото, не правиме ние увид само на какво е доењето, дали цица, нормално. Тоа е основното и почетното. Ние се трудиме максимално наш првичен дел да биде доењето и да сите дечиња во нивен здравствен интерес и на мајката и на детето да биде детето доено. Затоа што бенефициите постојано родителите ги слушаат и на телевизија ги има и на интернет, да не повторувам една тема која што е широко опфатена и од вас од сите телевизии, но делот на моториката е нешто што ние исто така правиме увид. Едукациите што беа во Скопје, ни држеше предавање професор доктор Дума, професор доктор Двојаков, кој што сега во моментот во пензија, но кој што работи на таа проблематика. И он стално ни повторуваше дека ние сме идеално орудие со кое што може да се направи увид на секое семејство во домот најпрво од кога ќе биде пуштено од болница. Моториката не е еден процес кој што запира, тоа е нешто што последователно се развива. Најчистите први денови ги поминуваат семејствата и тие дечиња со нас. Сите тие отскокнувања од кои што сме ние, за кои што сме ние едуцирани на овие едукации, се она што можеме да го направиме и навремено да реагираме уште без да настане било каков проблем. Со некои развојни наречени игри, значи тоа не се вежби, ние што го промовираме, тоа се игри кои што се стимулативни игри, кои што влијаат на моторичкиот развој, на интелектуалниот развој, на емоционалниот развој, значи на сите домени кои што треба да ги опфатиме, и на тој начин со таа стимулација ние имаме сензор-моторна стимулација, слушна, визуелна, емоционална, моториката во делот, при кога се става едно детенце намеше, па е принудено да ја подига главата, превенција од тортиколис на тој начин, од плагиоцефалија. Значи има x многу, тоа е многу широка, мислам, проблематика за да може да се зборува во кратки црти за неа, кој што нас ни е позната, кој што, а ние кога ќе влеземе во семејството не ги оптеретуваме родителите со тоа, но само правиме увид. Ние добро знаеме кога детето ни е се во ред и кога нема никаков проблем, но сепак, ако наидеме на некоја забелешка која што може би нешто би можело, ние сепак разговараме со нашето развојно советувалиште, нашиот началник, доктор Петре, постојано ние вратата отворена кај него, така да ние одиме, разговараме со нив или закажуваме прегледи кај него и во развојното советувалиште, затоа што сме ние една служба, еден дел заедно со нив, имаме логопед, имаме дефектолог, така да овие дечиња се навремено и психолог, се извинувам да не скокна, да, ги носим, им закажуваме на овие дечиња една средба со овие стручни лица, за да може се да биде отклонето ако постои некаков проблем, и они се презадоволни, мислам, знаат дека е во интерес сето тоа на дечињата, но да не ги плашиме предвреме, затоа што стварно нема потреба од страв, затоа што нема проблем. Ние само предвреме реагираме со некои проверки, со некои стимулативни игри, за воопшто да нема такви развојни отскокнувања.
Така, значи јас мислам дека доволно ги информиравме нашите гледачи во однос на тоа што ете, можеби некои работи не знаеле, ги информиравме каде можат да ве најдат и така натаму, па веќе кога ќе стапите во контакт, кога ќе стапат тие во контакт со вас, ќе биде малку и полесно. Мене ми останува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на К1. Се надевам дека и повторно ќе ни дојдете на некоја наредна и некоја подруга тема на која што ќе разговараме и ви посакувам убав празничен ден, па се гледаме повторно. Благодариме. Фала многу вас исто на поканата и се гледаме.